возрастни! Големо поздравче за топло добре дојде во Слушнете! Јас сум Ноела, вашата домакинка и водителка. А за оваа емисија имаме многу интересни содржини. Ветувам и исполнувам. Малку зазвучив како политички говорник, што не сум. Јас сум гласноговорник на ставовите, идеите и пораките на децата до возрастните и специјалните тајни агенти на возрастните. Ретки, ама ги има. Бидејќи е важно да се чуеме додека сме млади, додека се уште не сме навлегле во контаминираните води на големството. Не знам дали заради емисијата или топлото време, но причинско-последично јас постојано шеткам и патувам низ нашата прекрасна Македонија и си правам репортажи со невидена убавина и леснотија. А интересни се, ке видите. Некако во оваа емисија најмал заеднички содржател ми е тутунот. Чудно, нели? Ке ви кажам зошто. Првата репортажа ми е од 3 дена едно по друго шетање низ тутуновите полиња позади моите згради со мама и баба. Да, добро ме слушнавте. Оваа емисија имам интересни совети од мојата баба Весе, цртичка весела. Да, таа што ми ги прави најубавите зелничиња, најздравите чајчиња и компотчиња. И кај што трчувам после училиште да ги гушнам моите баба-деде и да се издувам скокајки на нивниот кревет. Потоа патот не носи во прилеп. Специјален гостин Оптимо. Никогаш нема да погодите. Дури не чуете. Од мојата соговорничка, дипломирана економистка, оптимистка, Мими Гавриловска, дури од Пилепското езеро. И така јас се завртам околу тутунот, оти Прилеп е познат, потоа се шетам низ тутуновите полиња во Битола и си создавам интересни материјали, изјави, мисли, идеи и рефлексии за вие, моите драги слушатели, да пропатувате со мене и да си го разонодите мозокот и да си внесете радост во душите преку ушите.
Пътешествието на трите шетълки. Относно на 3 генерации. Баба, мама и аз. Има една загадка. Има 2 майки, 2 керки, а сме 3. Како е тоа можно? Можно е, во нашето трио има 2 майки, 2 керки. Мама е мајка, добро да, баба е мајка на мама, мама е мајка на мене, а керка на мама моја сум јас, а на баба е мама. Се измешав, нешто кажав. Добро е, ако. Се измешав, ама се разбравме. Си одиме по прекрасна патека и се соочуваме со уште по прекрасна планина. Баба, леле пак баба, ми се јави. Белите облачиња како памбучиња му стојат на планинчето како фризурче и му личи како да си направила коса минивал фризура. Во секоја емисија одам на некое патешествие. Овој пат нема да верувате колку сум далеко. 20 чекори од мојата зграда во тутуновите полиња. Од мојата лева страна се наоѓаат вистински тутунови ниви, а од мојата десна страна се наоѓаат неколку згради, паркиралишта за коли и детско игралиште. Дали може да препознаете каде сум? Во полето помеѓу педагошка населба и брусничка. Во Битола. И така се шетам по овој есемски килим. Има милиони бои. Ама да, точно милиони број, ги броев. Над мене сино небо и прекрасно сонце ме гали. И облачиња меки. Сега иди еден момент кој што мене најчесто ме плаши, бидејќи овде некогаш се растегнуваат и неколку кученца или кучиња огромни. Зад мене мојата баба која ми вика: "Ајде побрзо, Ноела." Ја слушнавте мојата баба придружник? А мама снимател? Значи, заклучок, ако знаете да проите, ние сме тројца шетаме. Трите шеталки. За сега на Великот нема ниту едно куќе. Обично чичковци и тепки се ги шетаат и релаксираат своите куќиња, но овој пат ги нема. А не знаат дека мене ми е малку страф ако ми дојде само растрчано куќе. И понекогаш им викам: "Ве молам, фатачете го куќето, врзете го, ми е страф." А тие ми враќаат: "Не се плаши, нека са." Абе, можно е да е така. Но мене ми е должност да ми е страф и да се плашам, за да си го зачувам своето здравје и тело. Се разбираме, така? Сега баба ми ќе не научи како да играме челичкомак. Челикчомак. Така, земаме 2 стапчина. Дрца тие треба да бидат. Едното помало, едното поголемо. Ова помалото се длаби од ова страна, ко моливче се шили, а и од едната и од другата страна. И го земаме големото стапче. Малото го главаме на нешто повисоко, вака и се удираме. Треба да скокне и со скокање да го фрлиш онамо далеко. Значи, како игравме цело време, ние игравме ваков челикчомак. Во улицата. Чекај, да пробам. Како катапулт ми личи. Ајде, пробај. Овде маваш нова, то скокнува високо, треба да скокне и после кога ќе скокне високо, да го заштасташ и да го фрлиш онамо. Така.
Значи, бабо, да разберам точно. Еднаш го лансирам и после... После, кога ќе скокни малото дрвце, или чомакот, трчаш по него да го удриш ушо подалеку уште еднаш. Ако падне на земјата, то, пошто од двете страни ишилено, ти пак ќе си го чукнеш и ќе одиш потаму со стапчето. Се додека не видиш дека можеш да трчаш по стапчето и се такмичевме кој поќе побрз ќе биде. И побрз и подалеку ќе стигне. Да. А значи затоа е наострено стапчето од двете страни. Ко на моливчината што ги оштрите. За да можем да го треснем и да е легнато на земја, за да скокне во воздух. Да, така. Кое ви беше најдалеку стигнато стапче кога беше ти мала? Најдалеку беше до училиштето Колеканински. Пошто јас живеев кај Колеканински училиштето, игравме во дворот на Колеканински, основното училиште, и дотаму се такмичевме. Значи не на улица. Улицата наша беше во дворот на Колеканински и од улицата до Колеканински. Ми личи многу позабавно од игра на телефон. Ем си ги раздвижваш мускулите, ем се растрчваш и ем имаш сила да победиш и дишиш чист воздух. Не знам што ми стана, болест ми е или мана, или љубен сум потана. Ако тоа не е страшно, да ја прашам што е важно, што да направам да оздравам. Ако љубовта е болест, што е леко кажи, а не дали еден пат не ще доволен. Ако љубовта е болест, дали ти си леко стане, доки да ме вакнеш, да ми помине. Мисля дека има мана. Или љубење удара. Тани ме рецка и ме парчи на месецка. Што да направам да оздравам? Ако љубовта е болест, што е леко кажи, а не дали еден пат не ще доволен. Ако љубовта е болест, дали ти си леко стане, доки да ме вакнеш, да ми помине. Ако љубовта е болест, што е леко кажи, а не дали еден вакнеш ке е доволен. Ако љубовта е болест, дали ти си леко стане, доки да ме вакнеш, да ми Сега, драги мои, се искачував и стигнав до еден мост. Мост што врви преку еден канал. Тедо ми кажуваше дека тој канал ни помага за да не се поплавиме и ги собира сите води од зградите. Од дождот, од реките, од улиците. Всушност ги заштитува зградите. Сега на врвот од оваа цуцука
Кога гледам на кај рек, на кај Пелагонија, се гледа се, но тоа е само еден од 10 дена. Во 9 од 10 дена, сите 9 дена се зачадени. Само еден е чист. Од тога се гледаат куполите на рек. Ах, тој рек, колку е добар што ни дава струја, толку е лош што ни го загадува нашиот воздух. Но се во светот има и предноси и недостатоци. А затоа учиме за обновливи извори на енергија. Сонцето, водата, воздухот. И натаму треба да тргне нашето човештво и сите паметни глави. Бидејќи јагленот и нафтата се создаваат со милиони години, а онма ги истрошивме. Мораме да преминиме на нешто што е бескрајно, неисцрпно. Се наоѓам покрај една грмушка и има еден куп врапчиња. Овде има многу грмушки со многу врапчиња и животинчиња. Слушате, пробуваат да речат слушнете не. Овде има многу интересна авантура. Мораш да прескокнуваш мали калливи вирчиња и сега се наоѓам пред една чудна оградна или врата и на неа пише пазе.кјуче, а не куче. Добро е што во природата не се бара правопис. И добро е што кјучињата не знаат да читаат. Ова кјучето ми диши тука, а мене ми е страв, ке си одам одовна. Во овој предел видов и капинки, и шипинки, се дава природата. А кај кјучето видов лути пиперчиња посадени и мали сладки пиленца, малку дебелки од предувчиња, ба добри беа. Не знам зашто овде нема луѓе сега, ама знам дека во минатата зима и секоја скоро зима, овде се лизгаат деца. Но и ако нема никој, јас сум со природата и со мама и баба. И баш ми е убаво. Дунете ветрови, нека шумат ми вади и рајски цветови. Запете дечиња, шумни поточиња и златно жолти славеи. Лавина тонови, бескрајна хармонија од силни басови. Така се создава волшебна симфонија од сите детски гласови.
е Слушнете не на Уклу FM. Еднаш не начекаја 10 кучиња скитници. И тогаш ми беше многу страх. Има кучиња скитници низ Битола? Еј, да, ама веќе му дадов на сите имиња и не баш сум толку страшна од нив. Например, имаме едно што го крстивме Оревка. Таа е веќе мајка. И сите деца пола јадење си го делат со Оревка. Има и мали бебенца, но не баш се уште се пораснати и не ги покажува. И има помали кученца. Еве, например, некни Демек му падна кифлата со саламче и му е дадена Оревка. Знаете каде ги крие Оревка своите мали кученца? Како мајка? Таа ги крие во училишниот двор, главниот двор, малку по лево од тој двор има како ќоше и таму си има направено се и му носи храна и таму се ги чува. Заштитени од други опасности. Мајка си е мајка, ке стори се за своите малички. А на сите мои 3 другарчиња Демек му падна кифлата, бидејќи Оревка, мајката, ни дојде и ни праеше со фатичката и нас ни беше жал и затоа така на 3 Демек му падна и ја наранивме. И после јадевме дома двојно. Имаме едно како со веги црнички, ама е многу сладко. Имаме трето, што е многу мало, но не знаеме кај е мајка му, на кој што порано мајка ми му даваше храна. Сега е малку подпораснато, но сите 3 се многу сладки, уште некоја се врти, црно, едно огромно, со многу крзно, ама е многу валкано и никој не го сака тоа, ама сепак е четврто кучловче. Значи, кучињата и децата одат заедно на училиште. Dzień
Сега си шиткам по ова патека низ тутуновите полиња, ама тутунот ми е многу зелен. Треба да ја прашам мајка ми, да праша во Прилеп, дали треба тутунот да е толку зелен во ова време од годината. Ова е препоставка на битолчанки. Мораме да ги прашаме мајсторите за тутун Прилепчани. Еве го мојот следен предизвик. Сега сум качена на една удолница и ќе пробам да викам слушнете, трчајки, за да видите како ми се сецка гласот, додека мајка ми ве снима и баба ќе ми биде публика. 3, 2, 1, go! Браво! Пред мојата зграда имаше 2 коњчиња, а сега ги гледам некоја зграда понатаму и гледам каде што се гушкаат, не знам што прават. Може да се мајка и малечко и може да се партнери. Сега еден куп дечиња се собравме овде да ги гледаме коњчињата. Јас, Сонгју и 2 машки. Јас сум Сонгју, бев да купам лепче. И сега одам да си купам блок. Зашто немам блок за на училиште? Овде нема и 2 кончина, може да се чукне и да падна долу. И може да има тие беби на кончината. И едното конче оде потамо, едното конче лежи. И едното конче после оди потона и се тресе и после се врти со главата. И може да се уплаши и да скокне негде. Ги растера кончињата Сонгјул. 2 машки не може, ама чупчето можеше. Сонгјул, тебе те бидува за полицајка. Па да, оти јас на стоп ги вркам кончината. Јас мојата куќа има мало мирајка, мали кучина. И јас сега ги избркам 2 коњи, зашто сака да поминаа машките. Да ги му трепнам да избега, да помина децата зашто оти се плашат. Сега јас гледам да си купам блок, да бегам дома да се облечам и на училиште да одам. Се гледаме на училиште, чао. Чао. Ето утро рано насред густа шума Мечок испи меден сок. Ја викна утка Роза и почнаа да играат рок. Ете ги сега дојдоа и други, дружина во реда 2. Со Мечокот сите да играат гласа за. Шума е чима пампа. Не игра никој сам. Волков буфин тигран крам. Чудна шума е знам. На печурка една буба мара игра партнер е штурец млад. А таа му се жали како иде за прв пат. Слоница и глушец се фатија под рака, си се вртат пак во круг. А како нив двајца во шума нема никој друг. Шума е чима пампа. Не игра никој сам. Волков буфин тигран крам. Чудна шума е знам. Љубоморна меца остана во соба, а Мечок игра твести рок. Сака да се напие, па си зеде меден сок. Околу е темно, некој пуши пури, а зајко труби ту-ту-ту. Сите нешто пеат, само краван прави. Шума е чима пампа. Не игра никој сам.
Či pam pam pam. Ne igra nikoj sam. Dvoko pufi tigar kam. Čudna šuma je znam. Ден 2 од мојата прошетка низ тутуновите полиња. Сега, како што се шетам, по нашата патека гледам две коњчиња, прилично големки, ама си трчкат и се пресрекни и си грицкат. Тие се тие што вчера Сонгил ги расчистваше од патот. Дали ќе ни дојдат во пресрет? Јес! Да! Мислам дека тие си ја знаат патеката. Овде живеат во тутуновите полиња. Мајка ми пред неколку дена купи лимонко, мистер лимонче, растение лимон. Слушнавме дека е многу добро за прочистување на воздухот. Чичкото што ни го продаде рече дека за лимонот е неопходно железо, односно црвена земја, црвеница. Па затоа сега каде што шетам ја има таа земја и ќе земам еден грст земја за моите лимончиња дома да не се здрави. Море и на лимончињата му треба железо и на децата му треба железо. Ама едното е органско, а другото не е органско. Баба ми кажуваше дека сето ова порано било овоштарници и тутунови полиња, а сега е згради и тутунови полиња. Една обсервација. Ѓубрето на животните, знаете на што мислам, каката, е ѓубриво за растенијата и за природата. А човечкото ѓубре е токсик и ја уништува природата. И отпадок што не знаеме што да му прави га. Еве гледаме едно ѓубреџиско возило што собира човечки отпад и го носи некаде на депонија, ама тоа не е хранливо за природата. Колку била паметна природата, а колку глупости правиме ние. Иако сме дел од неа. Од време на време си застанувам да си ја проверам баба, бидејќи таа ни е побавниот полжав плазник. Патник! Тутуновите полиња, ден 3. Денес дува малку повеќе ветерче, но сепак има прекрасно сонце и топлина. Во овој трет ден се разминувам со едно прекрасно кученце, кое што ми личи на многу убава раса. Се плашам јас, се плаши тој, се плашам јас, се плаши тој. И на крајот тој скршна десно, а јас лево и така се разминавме многу лесно. Сега, другарчиња, ќе викам качвајки у горница. Не е баш исто слегвање од неа и качвање. Ќе викам слушнете не. 3, 2, 1, слушнете не. Слушнете не. Слушнете
другарчиња, исклучително доживување. Бев во економскиот факултет во Прилеп. Замислете кој ме дочека таму. Еден паметњаковиќ, господин Оптимо. Да, никој не знае кој е тој и што е тој, но јас сега ќе ви раскажам. Има сребрено главче со сребрено вратче, има crazy косичка кај што насекаде оди, заљубени очички, устенце и јазиче. А ноџињата се направени од фолија и нешто внатре што не знам што е. Телото му е квадар заедно со рачињата и на средина на телото, на срцето има огромен мерач за оптимизам. И странката на неговиот оптимизам е максимум. Немам видено вакво работче. Сега ќе ви прочитам што стои на неговата душичка и тело. Success, успех, motivation, мотивација, love, љубов, fun, забавно, joy, радост, dream, сонови, happiness, среќа, friend, пријателство, friendship е на пријателство, ама ship е бродче. Sunshine, сонце, fantasy, фантазија, pleasure, задоволство. На едното негово раче стои логото на економски факултет Прилеп, а на другото логото на економисти и оптимисти. Го погодив! Тука започнува вистинската приказна за Оптимо. Слушнете ја! Нема да верувате каде го правам интервјуто за Оптимо. На Прилепско езеро. Да, Прилеп има езеро. И сега ќе ви го објаснам пейсажот, додека мојата соговорничка се го спрема интервјуто. Има жолто-црвено-зелени дрвја и прекрасна природа. Има бели ископини како на Майнкрафт играта, а ова се од мермер. Всушност Прилеп го има и најквалитетниот мермер сивец, што е светски популарен. Сигурно се прашувате зошто никој не го учел ова езеро. Па сега веќе не е природно вештачко е. Има брана и малку вода. Не е баш големо, а личи слично како Стрежево, ако памтите кога бев. Мора да памтите зошто ми сте верни слушатели. Езерото да ми ти се наоѓа на гладно поле. А зато ние кога дојдовме тука се изедовме што ни донесе домакинката. Домакинката Меми! Дали сега ќе ја погодите мојата асоциација? Економски факултет, економист, оптимист, домакинка Мими. Мојата денешна гостинка е Мими Гавриловска! Дипломиран економист, оптимист. Здраво, Мими! Здраво, Ноела. Јас сум Мими Гавриловска, дипломиран економист, оптимист на економскиот факултет во Прилеп. Те поздравувам тебе и сите мои професори од економскиот факултет во Прилеп, колегите и алумните на факултет. Како што во мојата лектира, италијанецот Джепето е создавач на Пинокио, така и Мими го создаде Оптимо. Кажи ли како се роди Оптимо? И што значи? И се што знаеш за него, кажи ни. Беше тоа еднаш пред 2 години. Правев неинтерен мултикреation проект за заживување на студентското катче економисти-оптимисти, заеднички создавајќи нешто од ништо. Неколкумина носители на проектот, меѓу кои и јас, го вложив најубавото од себе и така овој
наш мултигенерацијски студент конечно си дојде во својот вистински дом, бидејќи прогласувањето на пандемијата не ги пресече криѓата на повеќе начини. Оптимо е неговото име, а пораките испишани на неговото тело се најсилни бидејќи доаѓаат од младите луѓе, борци на сите начини. Ова е подарок за почетокот на академската 2021-2022 година на економскиот факултет во Прилеп од Мими. Името Оптимо го доби бидејќи шири голем оптимизам помеѓу луѓето и исто така представува една скратеница од оптимизација што представува еден економски поим. Идејата да го создадам ова наше другарче ја добив со инспирација со мојата драга професорка доктор Рената Петревска-Нечковска. Како што кажа ти, Ноелче, јас сум еден од основачите на економисти оптимисти, а тоа се студентите кои што ги слушаат предметите кај професорката Рената и заедно правиме многу интересни чуда. Еве сега ќе ти ја кажам нашата мисија. Ние сме креатори на позитивна мисла, ние действуваме, ние се бориме против песимизмот и действуваме исклучително со оптимизам. А бидејќи сме млади интелектуалци, вклучуваме многу знаење, креативност, инспиративност и позитивна мисла за светот. Но Мими, Оптимо е право мало човече. Има нозе, раце, а во мозочето можеме да му ставиме различни мисли. И се сликав со него и едва чекам да ја видите сликата. Ги поканувам сите студенти, другарчиња и професори за да се сликат со него и да ни пратат слика. Ке ни биде драго. А моето стандардно второ прашање е: што ќе му порачаш ти на возрастните за да биде светот поубав? Ги сакам луѓето кои не се за секој, кои ги немаат сите, кои мораш да ги заслужиш, кои не можеш да ги купиш. Луѓе кои не можеш дури ни лесно да ги сакаш, ги сакам оние кои не се сечии. Нежни, а пргави, толерантни, а своеглави, нормални. Оние, храбрите, кои од животот не се плашат, мали, а големи, обични, а посебни, во се и по се. Што не играат како што другите свират. Малку се на овој свет и токму поради тоа ги сакам. Мими, ти како млада возрастна, што имаш да им порачаш на децата? Драги дечиња, ние луѓето чекаме нешто да се случи за да сватиме колку сме кревки, колку ни е потребна грижа и љубов, колку понекогаш зборот и прегратката знаат да бидат лековити. Затоа, бидете со луѓето кои ги сакате, гушнете ги, кажете им колку ви значат. Јавете им се на роднините, на пријателите, колку само да им кажете дека се грижите за нив. Се ќе биде добро, се ќе помине. Само љубовта нека остане за секогаш. Здраво, другарчиња, јас сум Мими, а ова е Слушнете не! На Укло FM. Другарчиња, завршуваме. Следете не секоја сабота во 12 часот на Укло FM на 90,8 МГц. А потоа на нашата YouTube плейлиста Слушнете не! Извичник Ноела, запирка Укло FM, Битола, запирка со латинични букви Ми се разепа свирката на латиница. Слушнете не! Извичник Ноела, Укло FM, детска радио емисија, плейлист и на Facebook. Комбинираме кратки видеа и цели радио емисии за да ви биде поинтересно. Слободно споделувајте. Досега имаме многу лајкови и срценца, но немаме многу споделувачи. Иако не разбирам зошто. Добро, ве разбрав, чикас. Добро. Пиленцата мои имаат став за Фејсбукот.
од она што го гледам на Фејсбукот, на возрастните, тие уживаат да постираат слики од ручеци, кафиња и колачиња. Селфија во WC со различна шминка и фризура или мудри мисли од некого. А да не зборувам кога луѓето споделуваат негативна енергија и на интернет и на телевизија. Ексик. Па, еве ви предизвик, споделете нешто од емисиите и видеата на Слушнете. Однапред ви благодариме. Со музиката од моите пиленца, Коки и Лулу, ви праќам волшебен поздрав, магична прашина, звездени желби и детска љубов за вас. Гушнете не и слушнете не! Со вас беа тонска реализација Љупчо Цветковски, главен и одговорен уредник на УКЛО ФМ, магистар Сонја Тантарова-Груевска и јас, Ноила Нечковска, петто одделенка од Елпида Краманди Битола. Голема поздравче! Čukni vo drvo, čukni 3 pati, zajedno ga smeja svi ti. Na Boga kamenja ne sme frlave,
Укло FM, Битола, ноември 2021 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло FM Битола.